Ова е на Кавга со Иван. Нормално јас уште не можам да ви кажам добро вечер. Мислам дека уште некој период тоа ќе ме држи. Оваа трагедија која што ми се случи, за мене е апокалипса. Кога 59 наши млади сограѓани поради типично сребролюбие и поради класична неодговорност на цел систем изминати децении на еден крајно недостоинствен начин живи изгореа во една шупа или свињец или како сакате да наречете го, нешто што никако не смееше да биде дискотека. И едноставно се надам дека ќе ме сватите вечер ако сум малку и по-емотивен по некои прашања, и токму за тоа сакам да му одговорам на еден господин кој што се вика Борјан Јовановски, кој што се смета за новинар и кој што го злоупотреби мојот апелот на Канал 5 во оние моменти на тага да им препорачаме, да ги повикаме чисто добронамерно, без никаква наредба, зашто и не можеме да го направиме. Тој истиот Борјан Јовановски тврдеше дека Канал 5 забранувал да се снима самиот чин на погреб. Канал 5 побара од своите колеги да не се снима процесијата. Самиот процес, значи од капелата, движењето на роднините до самото место на вечното почивање, нешто што сметаме дека е елементарно домашно воспитување и духовна култура, морална вертикала, поради тоа што прво не станува збор за погреб на државник, него станува збор за приватни семејства кои што својата душа ќе си ја оделат во тој момент кога ќе се спушта ковчегот. И тоа јасно и прецизно го кажавме. И тој истиот господин Борјан Јовановски на некоја своја емисија заедно со Сашо Родановски почна да ги раскажуваат моите пораки со него на Viber. Прво, Борјан, домашно невоспитание е да прераскажуваш пораки меѓу мене и тебе. Ако веќе ги раскажуваш, барем кажи ги во вистина, како што на вистина се случиле. И те молам, немојте да манипулирате дека Канал 5 барал да се забрани известување за тој настан. Замоливме да не се сними болката на луѓето кои што ги закупуваат своите најмили. А тоа што сум наречен од твоја страна за само наречен ваш колега, види Борјан, јас на вистина не пледирам никогаш да бидам твој колега, на Саша Ордановски, на Ацо Кабранов. Им кажав на моите колеги во Канал 5, ако веќе пројавам некакви симптоми што ќе заличат на вас, не зборам физички, него професионални, да ме фатат да ме фрлат во Вардар. На вистина, не сум само наречен, јаш никогаш не можам и нема да сакам да бидам ваш колега. Вечерва со мене Арта Билјали Зендели. Арта, добро дојде. Добро ве најдов. Извинива за мојот овој ваку по-емотивен момент, но претпоставам дека не постои живо битие во државата кој што не го доживеа ова и на личен емотивен начин, затоа што знаеш како секој од нас се прашува, можеше некој од нас да биде таму, некој од нашиве роднини. Можеше не да биде во Кочани, можеше да биде во Гостивар, можеше во Прилеп, во Струмица, во Скопје, секаде. И се надам дека ова ќе ни биде вид на breaking point за да почнеме да гледаме каде грешиме систематски сите заедно. Јас не можам да тврдам дека само системот, државата е виновна. Мислам дека и ние сме виновни граѓаните. Ако има корупција, корупцијата живее само доколку има клиентелизам. Доколку луѓето имаат бенефит од корупцијата, но тоа е друга тема. Гостивар се некако одбележа, мислам, на начин да се прости нашите сограѓани од Кочани. Би сакала јас на почетокот да им го изразам моето најдлабоко сочувство на семејствата на загинатите и на повредените, да им посакувам што побрзо закрепнување, на медицинскиот персонал кој што беше во висина на задачата во овие денови внатре во државата, но и надвор државите од Европската унија што ни помогнаа. Значи, повредените што побрзо да закрепнуваат, а медицинскиот персонал една голема благодарност. Ние не знаеме што се случувало по болници, меѓутоа мислам дека таа професија е благородна и во вакви моменти покажува колку е. Колку е тоа тешка. Ама е и благородна. Многу е и благородна. Јас вака би го опишала во врска со Гостивар, Тетово и сите други градови, сите други совесни граѓани. Не е важно од каде се, нели? Да. Секој пожар има едно жариште. Битно е да се открие тоа жариште од криминалистичка гледна точка.
Меѓутоа, Од овој кривично пат- правен настан, така ли? Да. Меѓутоа, овој пат, ако жариштето на болката, не на кривичниот настан, на болката беше во Кочани, да знаете дека таа болка, како енергија, како пожар, се прошири низ целата наша држава и низ сите добронамерни луѓе. Болката беше огромна, значи недела ќе биде запаметен како еден од Најцрните денови. деновите кога јас сум се чувствувала најтажна за луѓе што не ги знам. Морам да признавам дека одредени луѓе што ги знам од Кочани, од собрание, веднаш им пратив пораки, да, за да гледам дали се све е во ред со нивните деца. Меѓутоа, тоа фактот што со нивните деца беше све во ред, не значи дека ми ја намали болката за тие што не ги знам, бидејќи трагедијата беше голема, огромна и се согласувам, системот е крив, ама ние сме системот. Ние сме Системот системот. не е нешто абстрактно што функционира сам по себе. Имагинарно, Ние го средуваме, така да. е. Ние го средуваме и луѓето управуваат со системот. Луѓето го сочинуваат системот, затоа да научиме нешто од ова, да ни биде како лекција, да не се повтори. Да не се повтори, никогаш да не се повтори. Па зошто кажем тогаш, ака бурно, еве денеска читам едно ваше соопштение на Дуи, така бурно реагирате во смислот на еве вика вака, изминаа 7 дена болка, молк и солидарност, денови кога целото општество се поклони пред споменот на 59 млади животи, меѓу кои деца, стотици беа повредени во ред. Сега слушај оваа реченица, што мене лично не ми се допаѓа. Како Демократска унија за интеграција одбравме да молчиме од почет. Зарем имавте дилема дека треба да одберете да молчите од почет? Зошто треба да се потенцира? Имавте дилема, ќе молчиме од почет или ќе реагираме? Па Не. вие некако се прекршувале, па на крај сте одлучиле. Зошто оваква реченица? Ова се што го кажа сега, ти го фрлате со оваа реченица, за мене, извини, во вода. Дека вие сте одлучиле да молчите од почет. Поентата е Зашто се требале да одлучувате дека ќе молчите? фактот Срцата и што- душите не ви молчеа? Добро. Фактот што со брзина на светлината беше уапсен Крешник Бектеши, нормално дека за нас не беше добродојдена таа акција. од Ама Артан Министерството Груби за кога со внатрешни брзина на работи. светлината избега, тогаш не се бунев. За среќа Артан Груби нема врска со овој. Не, предмет ама и знам, овде. не, зборувам за Да, брзина да да беше овде, не, само да беше овде, може би нешто ќе се само правам ќе аналогија имаше помеѓу дека- брзините на Добро, светлини. ама ова е друг случај. Сега Не, ова е друг случај. апсолутно, тука го имаме И, човекот сега. Ние чувствувавме болка за жртвите, уште не бевме свесни што се случува во Кочани и разбираме дека Крешник е повикан на информативен разговор, па после Крешник е задржан на 24 сата, Па на 48. 48 плюс 48 и 30 доаѓа дена моментот На 30 дена после притвора. тие краткотрајни притвори, легалистички гледано, законски гледано, треба да се отвори истрага. Истрага. И испадна дека се отвори и Истрага. истрага. И болката е болка. Меѓутоа и Крешник со брзина на светлината да биде под истрага за овој случај, во време кога настанот се случува, кога веќе скоро една година Крешник не е во функција, кога лиценцата е истечена, кога и нема лиценца и таа фалсификувана лиценца, не знам, не постои, не А е во издадена правен во промет. период кога Крешник бил министер. Да видиме како е издадена, тоа Јас ќе не ви кажам значи малце. добро. Ама знаете тоа како се сега? Сега се- податоци на сега истрагата. знаеш И што- сега ние само да Ајде. завршам. Ние не можеме да сме ладнокрвни спрема Крешник, бидејќи мислиме дека кога имаше простор да се постапи кон други лица кои што се може би директно одговорни, не Па ги еве се нарекувам. постапи градоначалниците. Чекајте, после 3 дена. А што е разликата? после Ќе ви 5 дена. сменеше брзината кај Крешник? Не, мислам во јавноста и во македонската јавност и кај етничките албанци се отвори оствари една перцепција дека намерно се сака да се укаже дека Крешник е виновен, Не. за да се мислам, прикријат одредени Ајде сега други оставите луѓе. ме малце да ви одиме- кажам јас. Не, на почетокот, на пример. Првиот или мислам дека вториот прес на министерот за внатрешни Добро. работи има директни виновници.
тој тврдеше дека има директни виновници. Ако имате докази пред вас, Знаете кој е субјектот кој што покажува кој е виновник? знам, Судот. судот. А Тоа знаете треба кој гони? да го А докаже знаете кој гони? јавното обвинителство. Ама тој е министер за внатрешни А работи. кој ги обезбедува доказите? многу- Ама чекайте, вие сте доктор по право. Многу- Јас не треба да ви многу учам. далеко Кој ги е- обезбедува не. доказите? Полицијата. Па. Јавното обвинителство во соработка со полицијата. И? Меѓутоа, од предистражна постапка, каде што бевме во моментот кога министерот за внатрешни зборуваше за директни виновници. Пазете, директни виновници, значи умисла, директна умисла. Не го Јас рече, така- тоа директен виновник, значи него значи човек кој што е директно поврзан со кривично правниот настан. Директни јас се- виновници, 2-3 пати јас го слушнав. Ама пошто- дали терминот директен виновник во правната терминологија не означува веќе осудено лице и тоа значи презумпција на невиност, но лице за кој што има индиции сериозни дека е Тоа поврзано е со кривично. осомничен. Тој Па може до- да каже па- директно осомничен, директно. Јас не го доживав, така и никој не го обвинет. доживе. Така сега мислам дека Добро, вие ама малку ние што ги правиме овие разлики и мислам дека и господинот Панче Тошковски ги прави, пошто долго време беше адвокат. Сигурно бил и адвокат, сигурно. Виновен е човек кога со правосилна судска пресуда судот се ќе согласувам. го досуди Но да ве прашаме на дека работа, е во една виновен. ваква апокалипса, ја очекував сега да ми кажете да и честитате на институциите на МВР, на обвинителството што експресно брзо за Македонија. Го апсија Крешник. Не само Крешник, него приведува преку 30 луѓе. Е, Крешник е еден од тие. Сега вие го гледате само Крешника, нели е малце нечесто и себично да го гледате само Крешник? Па еве да ви кажам, тројца граначалници со 7 полицајци се ставени во притвор. ама тоа се случи во Кочани. Ама Крешник е на централно ниво. Сакате ли сега да ви кажем една информација? Ама не, слушајте. Петар Турмиши е министер на централно ниво, не е Крешник. Крешник Зборам во веќе скоро моментот една кога било. година- Ама добро, се зборуваме за моментот кога еве сега ви покажам. Се сакате ли вас да ви Не. Не, ама Го сега знам ако случајот. зборуваме, сакам Го да знам зборуваме со факти. случајот. Не го Да. знаете случајот. Еве лиценцата, погледнете ова е едната лиценца, ја гледате? Ова е фалсификуваната Па листа. и го гледате, број да ви го прочитам ако не го гледате. 15 или 51 и 50 тие, тие, значи да, ги пермутација слушнав направена комплетно. И сега да ви кажем, мојот свиркач, ја имам свиркач во истрагата. Еве ќе се дозволам сега да кажем. Знаете ли што ми вели каде е потенцијалниот греф на Крешник Бектеше? Еве прв пат ќе ви го кажем и вам и на јавноста. Вели дека кога дошла документите за давање на лиценца во еден период кога бил Крешник Бектеше министер, документите се поднесени за преку 500 метри квадратни објект, значи според категоризацијата морало да се даде дозвола лиценца за ноќен клуб. До кога важела таа лиценца? Јас сега ви кажам што е подпишано, што ми е кажано, каде е ставен негов, Важи? Ајде. само ве молам се оставете. Да. Ова пак е со резерва, но човекот е сериозно вклучен во целата работа. А Крешник Бектеши, со претходно претпоставувам други субјекти кои што работат во министерството, подготвиле документ дека треба да добијат за кабаре, односно за објект кој што е лимитиран за 300 метри квадратни, нормално помал број на гости. Сега кажете ми, ако е тоа точно, еве хипотетички прашувам, ако ова точно, и ако Крешник видел дека има документација, елаборат, како сакате наречете, каде што е нотирано 500 метри квадрати, а тој подпишува за нешто што не може да биде повеќе од 300 метри квадратни, тоа не е одговорност? Еве, вие сте доктор на право, за кривична постапка ви е докторската теза. Товарот на докажување. Товарот на... Да, сега, ако ова вака се испостави во обвинителниот акт, дека Крешник Така како што ви треба, кажав, добро. како што И ми тоа што вие кажавте, што ќе кажете на ова? тогаш ќе треба, значи, јавното обвинителство да го убеди судот надвор од разумно сомневање дека тоа било така. Пошто знаете, Зашто да тешко го е, убеди ако веќе имате Пошто судот не може докази? да донесе осудителна пресуда без да биде убеден надвор од разумно сомневање. Се согласувам, но сомневањето ќе биде покрепено со документи. Ја ви зборувам дека постојат документи, потписи негови. Ако е тоа точно, значи пак Ако ќе е земете тоа точно, со резерва. ние не сме за виновниците да се на слобода за овој Па трагичен тогаш случај. зошто носите ослободителна, некако ми е- ослободително ми зборувате вечерва. Зошто не оставате процесот да се тече? Не, јас затоа викам, ние не сме виновниците да се на слобода за овој случај. Ако ова се докажи, тогаш ќе биде работа на судот. Меѓутоа, само едно нешто. Ајде. Сето ова ќе беше да кажам дека да, ако е така, да. Меѓутоа, кога истече таа лиценца што вие ми ја покажавте?
Дали имало рок на Лиценцата важење? не може да истече Што зашто е Како не лажна. може? Овие што ви ги покажам се Ама лажни. и лажните лиценци се со одреден рок на Ама важност, како нели? може лажно Имат- нешто да има чекај, рок на важење, ама, чекајте. Епа, во кој дел Значи, е... вие сте чекај, правник, се не, ми не. кажувате. Во Ако кој е нешто дел е лажно, лажно? Во кој дел е лажно? Нема датум? Сега ќе ви објаснам. Чекај, Не, нема датум? Може да ви објаснам. Дајте Лажно ми е го датумот. архивскиот број. Кога ќе отворите книга, архивската книга во не, Министерството датум- пишува Датумот, комуникација. кога е заверено Еве, во сега ќе ви Министерството? прочитам. Пошто Еве. тие лиценци според законот Еве, важат една година. 13.3.2024 година. 13.3. Според законот за угостителска дејност, лиценците важат за една година, Ама нели? оние кои што се легални, што се значи- правомоćни, правосилни, ова е лажна. Ама ова не е направена лажна за да... Лажна е затоа што овој број, нека да ме пишува- се слушате. Не, не, Архивскиот број кога ќе го отворите во архивската книга не пишува лиценца, знаете што пишува? Комуникација на министерот со странска земја. А на кој датум е заверено? Еве го датумот, 13.3.2024. По законот за угостителска дејност колку време Ирелевантно трае? е, лажна Значи, лиценца. настанот кога се случил, објектот, Арта, кабаретот, еве, дискоклубот, уште што да е се тоа? повториме, одиме без пресидење, така ли е? Арта, Важи, може. Арта. Нема лиценца. Арта, лажно И е да е нешто. лажна. Па како И да е лажна. Еве, на пример, јас ќе Еве ти фалсификувам... ама еве ти Чекај, предаваш, чекај. ти предаваш на Ќе факултет. фалсификувам јас лична карта. Добро. И сега, ако фалсификувам јас лична карта, личните карти имаат рок на важност 10-15 години. Отприлike. Да. Зависи И од сега, староста на човекот. Ако јас Добро. извадам, фалсификувам лична карта Добро. на ден, што сме денеска, 24 март 2025, Добро. и таа лична карта кога ќе истече? Ако е со Како? закон, Ама како ќе истече Арта ако е лажна? Таа не е во правен промет. ама колку ама таа е дадена за да биде пуштена во правен Ама промет. не може да биде формално правно, јас Не, разговарам со па доктор по тогаш, науки за право. Каде е тогаш вината или дејствието на грешник во лажната? Јас зборувам за овој момент што ви го Лажната- кажав, што го имам од свиркач. Ако е лажната- точно подпишувањето, не зборам само за ова, за некој друга дозвола, претпоставувам станува збор, не за оваја, за лиценца, се извинувам, не дозвола, него лиценца, а ако има таков момент, каде што бил свесен дека да... Јас знам дека сега не ви е мило што го слушате, но Не, тоа е... слушај, јас работите на свиркачи ги земам со резерва. Јас ги Не земам. дека не ми е мило, јас им пак мислам дека веродостојно е тоа што ќе го кажат државните органи. Се согласувам, Не, тие може да но- кажат милион работи. Но еве да ве прашаме како човек, како арт. Ако ова го што ви го тврдам, ако го видите, вие зар нема да го судите дека тоа не е во ред направено? Дека да потпишеш за нешто, а имаш елаборат за 500 метри квадратни, а ти потпишуваш за 300 метри квадратни? Да, Тука меѓутоа завршувам, тоа готово, да. не Ама го да, тоа е прави доволно. виновен Ама за во ред, ти пожарот. благодарам, кажуваш да, ќе го осудиш. Бидејќи пожарот не стана како резултат на, значи, ние сега Не е само го гониме крешник. за фалсификување Така е, исправа. се согласувам со тебе. Тоа, знаете кога е, да, кога ќе го гониме грешник за фалсификување исправа, што е кривично дело според кривичниот Така е. законник. Значи да е обвинението за фалсификување исправа, ова што го кажувате, или што ви го кажал вашиот свиркач, окей, меѓутоа за убиство или за тешки дела против Масовно безбедноста убиство на луѓето, луѓето, добро. да, од пожар кој што избувна во време кога Крешник беше преку 100 километри далеку од Кочани. Ама Тоа не ирелевантно ми е е- тоа. Ај само тоа вака не- хипотетички пак да продолжиме. Еве Крешник еве хипотетички потпишал за 300 наместо за ноќен клуб. И се знаете, ако вие потпишете за објект кој што ќе има 300 метри квадрати, веднаш се претпоставува дека бројот на луѓе кои што може внатре да биде треба да биде помал. Да. Значи неќе последната информација, не знам дали ја слушнавте од јавниот државниот јавен обвинител Коцевски, беше дека во моментот максималниот број на гости бил 650. Да. Ако било 300, максималниот ќе бил 400-420. Шансите да се спасат луѓето, значи помал број на луѓе внатре, веднаш на почеток имаме премиса која што им дава на сите поголеми шанси за преживување. Втора работа, која исто така е многу спорна, ако потпишал, зошто не се прати на инспекција да се потврди да се види веродостојноста на целиот елаборат? Знаете дека имало само една врата, функционална, која што воопшто не било така наречено противпожарна врата, немала ширина од 1,82 м колку што е Да. се стандардите. Втората врата, наводна, фејкувана втора врата, немала квака од внатре. Така да, овој сплет не е само Крешник, сега да не сватите погрешно, никој не сака да го осуди однапред Крешник. Ние зборувавме преска на почеток, дека тука имате и градоначалници, јас
Не може мене никој да ме убеди во релативно мало место од 20.000 жители да не знаеле што се случува со дискотеката. Тоа не може никој да ме убеди. Апсолутно. Читам дека имало и пломба од УЈП. Па кој ја тргнал пломбата? Никој во Кочани не знаел дека имало пломба па се тргнала. Значи многу работи се отворени. И затоа сметам дека е многу коректно што се прибрале преку 30 луѓе сведоци кои што може да фрлаат реално светло на вистинитоста на овој кривично правен трагичен апокалиптич. Да. И мислам дека не треба сега тука вие да се ловите и да се палите дека Крешник, жива среќа, барем не искористивте термин албанофобија овој пат. Затоа што тоа често знаете кога некој ваш член ќе Слушајте, сега вие почнавте со бројот на луѓето кои што биле внатре и таму Крешник, иако не беше веќе министер за економија, но и да беше министер за економија, надлежност да надгледува, да контролира колку луѓе има, колку се дозволени, не е на Министерството за економија, туку е на Министерството за внатрешни работи. Како Значи, може? тука Сакате ми кажете дека секоја вечер кога се организира настан треба полиција да седи пред а објекти? Крешник треба да оди. Не. Дали оди Бесар Дурмиши? Не, Ајде не, сега не, да не, видиме. не, ама не. Дали актуелниот Вие сте, ја ве министер гледам, за вие сте шампион економија, за вртење на текст, ама не вие со мене. дали- Не, само да ви чекај, кажам. Ама не, вие се чекајте сега. Ајде, ќе Дали оставам. министерот за економија, добро, оваа недела немаше забави организирано поради денови на жалост. Добро. Дали актуелниот министер за економија оди по дискотеки и да гледа дали има Не 300, оди. 350? Не оди. Е па зошто тогаш го овој товар толку лесно му се става на Не Крешник? му се стави. Ја ви кажав Министерството само за што економија, свиркач според ми доставил. Законот, ви реков дека работите или тоа што доаѓа од свиркачи треба со одредена резерва да ги земаме, сепак е ова е јавен збор, јавно согласувам. искажан збор и да не пошто може да испадне дека еден сат ќе прејудицираме што би било кога би било и на крај да испадне дека Јас се тоа што извинам, ви го но кажа една работа, свиркачот е една тачно. работа сам Арта, мора да ти кажам, поради огромниот јавен интерес, ке се Ако- согласиш со мене, да, така, да, дека да. и свиркачка информација која што доаѓа од релевантен свиркач за мене, Мгм. мислам дека треба јавноста да ја знае. Е добро, свиркачот, дали сега не сум нудил на квиз или јас. давал Не некоја сум ја. информација што оптоварува некое друго лице или само кон Крешник е насочен? Прашањето мене ми беше за Крешник, затоа што ти Да, доаѓаш да, и, да, и моето да, прашање, да. искрен сум со тебе, беше Да. исклучиво за Крешник за да Да. можам со тебе да разговарам и на оваа Не, тема. за да не Значи, јас сум многу губиме искрен. премногу енергија. Нема потреба, така е. Да, за муабети или за искази на свиркачи, сепак има државни органи и јас верувам дека ќе се успее да се докажат вистинските виновници И јас би и да не сакал да лежат- бидат така е. да не лежат невини никога, така луѓе, е. бидејќи тоа не им Апсолут- помага не, ниту на жртвите, Ама тоа не е идејата на правдата. ниту на семејствата, Никому. ниту на мене, Така е. ниту на моите студенти, ниту Така на е. правниот систем, никому не му помага ако невини луѓе седат во затвор. Но за жал ние имаме такви примери од минатото, кога е докажано после со судска постапка дека одредени луѓе на пример лежаа затвор со години кои што државата требаше и да ги обештети. Затоа да бидеме предпазливи, јас пак велам дека треба да се гонат и да се најдат вистинските Добро. виновници. Истрагата е проширена во моментот, но во предистрага не може да се зборува за директни виновници. Тоа е веќе работа Сега веќе има која што... истрага, колку што знаеме двајцата, така че Да, ама директни виновници јас слушнав недела или понеделник. Да, Вториот кога беше прес на пред министерот истрага, за но пак ќе ти внатрешни. кажам, Да. ќе ти кажам, Арфе, јас не сум сретнал термин во правото, дефиниција за директни виновници, мислам дека алудираше Ја го на слушнав. осомнечени. Не го рече еден пат, ваши се. Да останеме. Океј, да оставиме, да одиме на други теми. Да. Сега ми споменава, сега те слушнав, рече моите студенти, кажи ми вака малце сакам околу твојата образовна биографија. Ти студираше во Скопје, на Да. Кирил и Методи, на правниот факултет, Да. така? Мастерот ти беше исто во Скопје, Во нели? Скопје, да. И докторатот, она што го спомнав, нели, товарот на докажување во кривична поста. Се кажи ми една работа, во нашата медиумска фела, не знам дали знаеш, ти важиш за една од албанките од Македонија, која што го зборува македонскиот доста добро и сам се обидував, знаеш, како вака овој ден кога се размислував да сватам зошто
поголемиот дел на нашите сограѓани албанци релативно полошо го говорат и кога ќе направам една генеза луѓето кои што зборуваа, сваќам дека студирале во Скопје на универзитетот и претпоставувам има ли логика тоа дека твоето учење на универзитетот и студирање на македонски јазик те става во позиција да го говориш македонски јазик подобро од другите твои сограѓани етнички албанци? Искрено да ви кажам, јас македонски почнав да учам кога... Пошто ти си родена во Приштина, Да, така? да. На колку години си селиш? 13 години. А 13 си живела во Приштина? Да, кога се вратив на 13 години, го знаев македонскиот колку што може би вие го знаете кинескиот. Бидејќи... Лошо, ужас, а? Да. Нам не пати во Приштина таа генерација кога веќе почна односите меѓу косоварите и србите да се многу влошени, да, и затоа и татко ми ја загуби работата и се вративме во Чегране, работеше како лекар таму на клиничкиот центар во Приштина. И јас почнав да учам, значи, повеќе во гимназија. На основно имав само во 7 оделение, од 7 ме прескокнаа на прва година гимназија во тоа време. Почнав во гимназија да учам, ама учев многу. Учев многу и имам впечаток дека до 3-4 година гимназија јас ги надминам веќе моите соученици, кои што беа родени во Гостивар, растени по градинки и уча. Може би имам и некоја дарба, зборувам. За јазици? Да. Зборувате други јазици? Зборувам, да. Англиски зборувам убаво, турски зборувам убаво, германски малку имам завршено еден курс, така да имам српско-хрватски зборувам, имам прочитано и доста книги, така да мислам дека мојата заложба да учам, без разлика дали е биологија, дали е македонски јазик, дали е математика, дали е логика, ми помогна многу јас да ги надминам јазичните бариери и сум имала, например, и прилика на факултет, кога професорите кои што ме испрашуваа усмено, во моментот кога ќе ми го отворија индексот, ќе видеа дека јас сум албанка. А кажете ми една работа, зошто кога се подготвувавме би засмета терминот, јас ги пишувам најавите за себе, да знаете да немате дилеми, значи јас сум човек кој што зборува отворено, не се кријам зад никого. Напишав македонска албанка, па и пишавте на продуценката дека тоа не е според уставот и тоа како да ви запречи. Зошто ви пречи ако кажам дека вие сте македонска албанка, затоа што и семантички, но и географски е многу јасно и прецизно. Тоа исто кога да кажам албанка од Македонија, а ова е македонска албанка. Ако е исто како да кажеш албанка од Македонија, кажи албанка од Македонија подобро, бидејќи јас сум легалист. Пред да реагирам, јас го видов тоа, пред да реагирам, влегов уште еднаш во преамбулата од Уставот од 91-ва. И како пишува таму? Не пишува македонски албанци никаде. Не ама пишува македонски турци никаде. А сакате ли Не да пишува а тоа што требаше да ме После наречам видов дел сум. од албанскиот народ? Ова е Сакате? после рамковниот договор. Така е. Не. И тоа дел од албанскиот народ Тоа е за вас е премногу срекно, комплицирано. тоа е комплицирано, тоа е толку комплицирано блеставо. за- Се согласувате, да, така ли? се согласувам. Меѓутоа и албанка од Македонија ми звучи многу по-природно Добро. и по-реално, отколку македонска албанка, бидејќи македонски албанци, македонски турци, македонски бошњаци Ова е мојата лична не карта. постојат Можете во нашиот устав и во нашиот правен промет. Тоа е некој поим кој што не држи и Во ред, не постои. ова е мојата лична карта. Читате Да. ли национално што ми пишува мене? Државјанство, македонско, Да, кроз. nationality, граѓани на Република Северна На Македонија. вашата не пишува исто вака? Е, Имате во тоа? Државјанство, да, имам во И ташна што ми ви е. пишува исто? Македонија, Зошто тогаш ви е проблем да се каже дека сте македонка? Ама вие а да- не, ама чекајте, вие таму пишувате за етникумот, не пишувате државјанин на Република Северна Македонија. Ама државјанин вика Македонијан, значи Да, македонско. ама јас како што видов, тоа не е за државјанството мое. Не, тоа беше Тоа да е ве за опишем јас етничкото- дека сте вие етничка албанка. Па пише етничка албанка. Ама зошто е проблемот ако во личната карта ти пишува Арта Македонијан? Македонија не за државјанство. А Државјанството државјанството, ако е... ќе кажеш во Франција Френч, што мислиш на турците? Како ги Ма ги турците турци? се одени таму. Ние сме тука векови Не, и имаш и векови. родени турци зборувам.
Зародени турци што се таму, знаеш колку Ама турци? одени се, викам, одени од Франција. Во Франција нема турци, нема ориент. Ама во Франција сите се французи. Да, сите се Во французи. Бугарија сите се бугари. Во Тоа Грција- се еднонационални па држави. Тоа, што мислиш, нели е Ама ние паметно? сме мултинационална држава. нели мислиш дека добро. може би Нели ние- нели мислиш дека е подобро ние да станеме таква, па после прво Ние кога ќе станеме така, јас ќе го почитувам тоа. Меѓутоа, еве јас сум била пратеник и по НАТО и по Советна Европа Добро. и скоро секој мој втор говор, каде што требаше да зборувам за Балканот, па и за други теми, Добро. например, сум го истакнувала Македонија како добар пример за меѓуетничките односи. Така треба и да како биде. мултинационална држава, каде што Мултиетничка? Мултиетничка, да, се Така. извинувам ако Така. некоја грешка, не Не, сакам ништо никога да подобро. напредувам, каде што овие меѓуетничките односи се во еден се во добра Ама што ќе ни кондиција. направи проблем ако сите ние кажеме дека сме македонци, а ти си етнички албанец, јас сум етнички македонец, етнички турчин, србин, Ама тоа е тој граѓански концепт Да, кој што ние зошто не ви сме пречи? не дека ние не сме постигнале уште на тој. А Ние зошто мислиш дека не сме? Ке ни пречи ли, еве, мене и тебе, лично? Мене нема да ми пречи. Тебе ке ти пречи? Ке изгубиш нешто? Дали ќе изгубам нешто? Еве вака да ви кажам. Например, албанците во Македонија Добро. почнаа да Не ги македонските албанци, ја? Да. Добро. Почнаа да ги остваруваат колективните права. Ние знаеме како сме живееле порано. Јас намерно не навлегував многу во моите студентски денови во Скопје 98-2002. Кажи, имаш ли лош пример? Сериозно те прашам. Имам. Ајде, Имам. те преколнувам да ми кажеш еден лош пример каде што се осеќаш дека си била дискриминирана етнички. Два ќе ви дава. Еден од до дипломски, еден од Може да мастер. ми кажеш само темелам неекстензивно, кратко. Што ти се случило? Ти кажала ти не можеш да добиеш оценка дека си албанка? Не, може само два примера, Ајде, ама не кратки, се, може кратки. Важи. Еднаш одговорив многу добро. Добро. И кога ми го отвори индексот, вика, леле, шиптарка си била, Професорот? по правен Овдека, факултет. направен факултет Да, во да, Скопје, добро. Да, Тоа е страшно, тоа јас тоа е ја ти кажам, страшно. тоа е страшно. Јас бев прва година. Го знам и професорот, ама не е во ред сега да го спомнам. Добро, коректно. Втор пат, одиме на мастер студии, одговараме А чекај три само кога ти студентки. кажал ти си шиптарка, ти дал помало оценка тогаш или не? Не, тоа што го имаше замислено. Меѓутоа, навредата, сега јас не, Не, знам. навредата тој- е околу, да. Јас не знам тој што мислеше да ми дава. Аха. Но оценката што ми ја стави беше 8. Ти мислиш дека беше Одговарам- реална? Беше реална? Не се оптоварив многу, пошто бев многу навредена. Да. Многу бев Уопште не навредена, мислиш на сакав да оценката. излезам Океј, и... А вториот пример кажи ми? Вториот пример. 3 студентки одговараме, јас одговарам битно подобро од другите, битно, кога ти викам битно, да Тоа не се да не подразува зборувам очигледно, добро. Еве очигледно подобро. очигледно. Добро. Професорот не знае која сме, Никој што ништо, сме, така? ама Добро. моите колешки ме знаеја. Добро. И што испадна на крај, јас добивам 9, иако одговорив за 10 сигурно. Добро. Колешката моја која што беше меѓу 8 и 9 и таа добива 9, третата не знам што оценка. Излегуваме младите. Енергијата на младите мислам дека е подобра. Јас затоа и се надевам и останав да живеам во Македонија. Да. Колешката беше под стрес повеќе од мене кога ги видовме оценките надвор и само ми рече, значи Арта, двете имаме 9, само и реков, епа тоа е тоа. Добро. Не, морам да признам, ова првото беше дискриминација на етничка основа, не беше, не можам да тврдам дали Навреда. требало, Јас го тоа беше сфатив како класична навреда. навреда. Да, тоа е веќе, знаеш како, кога на моите соgraѓања албанци не сака да го слушаат терминот шиптар, не знам зошто тоа некој упорно го потенцира и тоа е страшно. Одиме, кога сме веќе кај, се сетивме на работа која што сакав да те прашам, знаеш ли ти дека, спремајќи се емисијата, најдов дека вашиот лидер Али Ахмети формално бил на црна листа и УЧК било на црна листа на Америка. Го знаеш ли или не го знаеш? Не. Може да ти покажам документ? Може. Знаеш што е ОФАC, Office of Foreign Assets Control на US Department of the Treasury, знаеш што е така? Кој датум е ова? Ова е од 2001 година, Executive Order на Буш председателот. Еве го, ова е, значи тој документ. И ако скролаш надоле, знаеш како да assets Да. што се Објаснувања. објаснувањето Да. комплетно и еве ги сега ќе ти го покажам, еве го читаш овдека. Горе, Али Ахмети.
Member. Да? Ете го има и тука подоле и го има и например Харадина, да, од Харадина, Джебир Хасани, и ја има Ослободителна армија на Прешево, Медвеđа и Бујановац, и има и УЧК. Само да ја најдам. Еве. National Liberation АК УЧК или НЛА. Сега, зошто тогаш кога некој ќе ви каже дека македонците етнички ја гледаме УЧК во 2001 како терористичка организација, што де факто и де јуре била признаено нашиот најголем и за мене единствениот сериозен стратешки партнер, тоа е Америка, вие се обидувате тоа да го негирате. Зошто, како што еве, тебе ти пречи навредата за Шиптар, и што е на многу наши албански сограѓани им пречи, и тоа секој добронамерник внимава да не го прави. Нели мислиш дека малце пренагласувањето и оние закани ќе ги симнеме чизмите на твојата колешка Дардишта од кровот, или ако се смени законот за јазици, употребата или некој членови внатре, неки се одржат локалните избори, имав изјава од Али Ахмети во смислот Македонија нема да постои ако нема албанци. Дали мислиш дека е тоа малку too much за сите вас и од вашите усти тоа да дојде? Кога ве гледаш дека ние не зборуваме на памет, зборуваме и со факти. Ја не знам дали е тргнат после господинот Али Ахмети, но видов дека 2011 бил во Америка, претпоставам дека подоцна веќе тргнат од цената листа. За executive order и дека УЧК зошто нам толку ни смета, ако вие го сметате за терористичка организација, да, ни смета и секогаш ќе ни смета. Но зошто вие го гледате од ваша страна, перспектива, така? Ама се обидуваш ли некој да се ставиш во мој чев, така? Добро, се обидуваш ли ти да се ставиш во мој чевли пред војната во 2001? А не ти лично. Не, убаво. Не, сега јас и ти. Не, јас и ти сме. Апсолутно. Јас во твој, ти во мој, така? Да. Се обидувам да ми веруваш. И верувај ми дека се ова што ми го кажа, ако ми ја виде фацата, валјда прочита дека не ми е пријатно. Што ми кажа за дискриминацијата. И ќе ти кажам дека имам многу пријатели албанци, кои што до ден денеска ги дружам, и ми кажуваат многу работи, си менуваме, и мене ми е мило што барем една работа мислам дека научивме, дека можеме да живееме заедно. Да. И многу ми е мило кога ќе видам дека и помладиве се повеќе комуницираат. Малце ми пречи ако комуницираат на англиски, што знае да се случи, но знаеш како велам, барем нека комуницираат, па со тек на време ќе се научат да се ги најдат правиот јазик. Но немојте, молам, да го сваќате овој апел за твоите особено сопартици од ДУИ, знаеш, постојано да слушаме еден тип на закани, затоа што да ми каже вашиот лидер дека ако се рчне, се чепне законот за јазици, ќе нема локални избори, знаеш, тоа е малце непријатно. Слушајте сега. Слушај сега, не пресирай. Добро. Видов и во најавата дека таа изјава на нашиот лидер господинот Али Ахмети ја видов во категорија ставив на какво кривично дело. А знаеш зошто? Така, за 27 април. Знам. Па пошто кога јас можеше го спомнав тоа на само вистина. Да, знам и веднаш ми беше јасно. Јасно ти зошто намерно тоа ставено, за да ти спровоцирам тебе. Да, позитивно. Мислам, реакцијата ми беше позитивна, бидејќи тоа значи дека сте истражувале и дека јас крајот на краиштата и сум кажала нешто за да остане, пошто и тоа е многу битно. Можеш да говориш еден сат. Кажи ме, се чувствуваш, ќе те навреди ако ти кажам дека во македонските медиуми те сметаат за релативен националист? Да. Знаеш тоа? Слушајте, да одиме малку за член 313. Ајде, пак ќе се вратиме на национализмот. Не заборавајте, пошто не забораваме ништо. Добро што го спомнавте тоа. Секој, вие значи сте се обидувале со член 313 поради април 27. Така е, аналогија. Аналогија, паралела. Не аналогија, аналогија не, никако не аналогија. Не, јас обидувам да извлечам аналогија. Тоа беше довршено дело, ова беше закана, значи многу далеку. Пак сме какош Ама зборувате со човек кој што е мераклија на право. Јас само сакам да ви испровоцирам. Добро, сега, вака би им објаснила јас и на студентите на час по кривично процесно право или кривично право, пошто ги држам и двата предмети.
секој кривично правен настан има итер криминис и тоа се вика криминален пат. Добро. Како се развива? Добро, тоа го знам. Првото е мисловната. Ти можеш да имаш милион црни мисли за некого, се Ако додека не се тоа не се реализира, изразува во реализира, надворешниот свет, така, не преземаш едно Действие. действие или не одстапуваш од некое действие кое што си бил должен да го преземеш, тоа останува во твојата психа и таму никој не може да те суди. Когитациони спенам нема патитур. За мислење нема казнување. Ова е старо начело во кривичното Но ако право. го со артикулираш, кое што сите се согласуваме. Втората фаза од итер криминис, вака окей. пишува по најдобрите книги, Окей. е вербалната фаза. артикулација. Кога кажуваш или соопштуваш. Добро. И тоа останува значи и мисловната фаза, и вербалната фаза останува во зоната на неказнувањето. Кога Не. по книгите ви Јас зборувам за И кривичниот за законник, македонскиот кривични подготвителното, законник, да, знаете? тука ми е. Добро. Подготвителните действија веќе се тие действија кои што за одредени дела, пред се умислени дела, влегуваат во зоната на казнивоста, но не сите. И не секој кривично дело има подготвително действие. Се Има дела согласувам, што се но заканите се вообичаено единствено артикулирани со помош на вордингот, на зборовите или со пишување. Заканата по интегритетот и по безбедноста на човекот е кривично дело. И го има. Кој што ќе се закани, тој што со закана за сака примена на сила или сака на ќе го друг доведе во начин, состојба на стрес, стрес на и состојба. ќе предизвика, не знам, несигурност, тоа е па мислите ли член, дека усигурно ние се чувствуваме кога ќе ни рече Али Ахмети, ако се чепне, а мислам дека ќе се чепне, мојот некој хач вика дека нели беше одложена седницата подводителната, ќе се одржи, ја мислам дека Добро, Али Ахмети тоа го рече во февруари или јануари? Локалните избори се за во 10 месеци за подоцна. 10 месеци. И каде е тоа действието на Али Ахмети меѓувремено до Ама мене ме локалните става во избори? позиција на страф. Јас се плашам дека ќе нема локални избори. Са што правиме? Кривично дело или не? Не е кривично Ама јас се дело, плашам. се додека нема ниту едно Јас сакам да гласам на подготвително локалните, не действие, сум задоволен од моите некое действие со кое што тој субјектот става до знаење дека намерата ќе ја оствари, јас мислам дека останува во зоната на неказнивоста. Законот за јазици Ама знаете ли што значи спречување на избори, макар и локални? тоа е кршење на друго кривично дело така е. на главата Така е. кривични дела против изборите и гласањето. Така е. Прва е, мислам дека во тие кривични дела, во тој во таа глава е Чептер, добро. прва, да, Добро. прво кривично дело. Иначе вие Тоа е мислите дека друго. јас не треба да се И сега, плашам од изјавата на Али чекайте Ахмети, сега. така? Вие мислите дека за една изјава дека ако се чепне законот за јазици тој не рече дека ќе нема, ќе видиме дали ќе има Ама сега да локални ве прашам, избори. вие не Вие сакате да му импутирате. Ајде, што сакам да му импутирам? Загрозување на сигурност. Не, Јас значи е, закана. Така, Загрозување закана, на не сигурност, така е, не тама. сакам да си гласам. Спречување на избори и Апсолутно гласање. сакам да си гласам. И член 313. Ве молам. А сега да ме прашам. Премногу е. А само да ве прашам Премногу една е. работа. Тоа е Не за- зборуваме, само И- ама Ајде. сега те молам. Ама ние не зборуваме за некој Петко од улица или некој Исмет од улица што не го знаеме. Да, Зборуваме зборуваме за човек. за човек кој што учествувал во воени действија, кој што бил на црна листа и кој што неговата терористичка организација во одреден период била на црната листа, не знам дали е се уште, така да тој човек правно речено има историја. Не е се уште, пошто господинот Али Ахмети скоро секој ден е во американската Не знам за него, амбасада. не знам дали ме слушате. И за УЧК има и закон за амнестија кој што е даден од Да, нашите али органи. бил, ама гледате дека бил, видов дека до 2003-2004 било. Претпоставам дека после се направи некои действија за да се тргне да се отповика одлуката, извршната одлука на претседателот Буш. Не се, значи не зборуваме за било кој човек, затоа ви велам. Видите, Али Ахмети во колективната меморија на македонците го доживуваме не во дело во сако. Мене ако ме прашате еве сега, кој е првиот синоним за Али Ахмети, ќе биде калаш на рамето, зелена или маслиниста боја. Ајде поведете. И истиот тој човек кој што со неговите политики успеа да ја внесе
Македонија во НАТО. Истиот тој човек што со неговите политики Ништо и не покрај реков за тоа. сите Ништо не реков за тоа. и покрај сите критики што ги примаше од политичките опоненти, успеа да ги отвараме преговорите со Не ги, Европската формално правно унија. не ги отворивме. Првата меѓувладина Ама тоа не е конференција е отварање. одржана. Сега треба кластерите не ги отваравме, Ама преговорите тоа се како формално правно. аналогија кај вас да почнете да полагате испити. Јас сум се запишал, ама ми фали еден документ за да почнам да полагам Не, испити. полагам колоквиум, ама не и вториот колоквиум. Ова некој рака. испит, значи ама малку нешто е Ама испитот направено не е и во тој завршен, така? правец. И Али Првиот. Ахмети уште од 2002 година со овие тези се разви како политичар. И затоа има толку Хонори, и почит. Али Ахмети Без разлика, јас знам. кауза. Хонорис Јас- кауза на универзитетот. Тетовски универзитет, да. Неверојатно. Јас Овој знам човек дека стана и вие- хонорис кауза. Јас знам дека вие го памтите со зелени Ама не знам е што. само јас, знаете колку луѓе Меѓутоа, во јас Македонија. знам и дека вие сте длабоко во себе убедени дека неговите политики придонеа ние да сме членка на НАТО, ние да сме да отвараме преговори со Европската унија и јас се надевам дека и во моментот кога Македонија ќе стане дел од Европската унија, а треба што поскоро да станеме, Али Ахмети ќе биде уште активен во политиката. Ја мислам дека Али Ахмети Треба ќе да- мора да се повлече за да вие се треба- вратите на политичката сцена. Еве моја прогноза. Ние сме Значи, во вие политичката мора- сцена. Ние сме во политичката Не да сцена. се вратите на врвот на, пардон, се согласам, на врвот на политичката сцена, На вие ќе врвот мора на да се политичката не, сцена сме. вие ќе мора да се реформирате и мислам дека тоа самите го знаете длабоко, само ви е страв да го почнете тој процес и гледам дека со вакви странични случувања во општеството, кривични пријави, некој бегстан надвор, мислам дека полека врвот на Дуи кој што до сега беше ќе се тргне од таа позиција, мислам дека е време и да се помладите малку. Како партија, како раководство зборувам во тој аспект и да вратите некои Имаше луѓе кои што- одредени реформи во 2020 година. Тој процес не е завршен. Сега ние го почнавме овој процесот на ветинг кој што уште не е довршен. Секогаш во секоја политичка партија има простор за подобрување и има Ова потреба што е? за Ајде, Арс. освежување, ама сега ми избега другата идеја Не, која не, што не, сакам. знаеш ти се. Слушајте, Ајде, знаете кажи. зошто треба да станеме дел од Европската унија? Јас Еве, прв сум. уште само Јас сум само прв. еден Ајде, аргумент. кажи. Стана Кочани, кој ни помогна? Каде ни се Се согласувам. лицата кои што најмногу изгореа во нашата Немојте, дискотека? многу ми е Значи, болно, пак многу ми ние е. одиме во Први дни беа, Европа признам, и Европската први беа унија. соседите. Да не се Да, лаже. да. Кажи да. ми, само не сетам в Албанија, прими некој од пациентите или не? Не, понуди. А понуди, ама немаше ама више беа не, не. Да. Само знам дека и понуди. они понудија, така ли? Да. Сега се вратиме околу твојот момент за национализам, те еден друг. Ова насликава што ќе ти покажам. За национализмот не зборевме. Ќе се вратиме, имам не се кирис. Значи ова на сликата ќе ти, не знам колку догледуваш, гледаш добро. Стави слободно на очарите, молам. Ова насликава е Столтенберг Да. заедно со Вјосе Османи и Садрију. Еве фотографијата, еве би сакали само камерата да ја фати за да видат што Да. гледачите за што Добро. зборувам. Добро. Кажи ми, дали гледаш десно од Вјоса, колку знамиња гледаш? Косовското знаме. Што е нормално и уште Да. едно знаме. И уште едно знаме со ореле или што е ова знаме? Ајде, слободно земи го вака и кажи ми дали го препознаваш знамето? Искрено не. Не го препознаваш. Како не го препознаваш? Тоа беше едно време обид да биде официјално знаме на Косово, па странските партнери не ви го прифати. Знаеш ли што е тоа знаме? Да. Тоа е на Дарданија. Некако е, Тоа е на да, Дарданија. некако е. Сега кажи ми ти, знаеш што е извикано, Дарданија, да. така? Кралство кое што било 4 век, 3 век пред нашата ера, па потоа и кое што фаќал интересно, речиси цело Косово, источниот дел мал на Албанија, северо-западниот дел на Македонија, дел на Јужна Србија, а еден голем период главен град бил Скопје. Го знаеш што историски не треба така. Да. Сега кажи ми од оваа перспектива, јас како македонец, кога ќе видам покрај официјалното знаме на Косово, уште едно знаме, нели треба да помислам дека претседателката Вјосе Османи има територијални претензии према делот на Македонија? Да ставиш неофицијално знаме на кралство кое што не постои веќе многу векови. Не, мислам дека Ибра Еврогова
И пази, лидерот на Вјоса Османи беше Добро. поборник на идејата за за знаме знамето да биде и го беше отфрлено знамето од на најголемите на странски партнери. Дарданија, Затоа да. што покажува И територијални јас претензии. мислам дека И пошто пази, ова е на Вјоса отказ е со Столтенберг. поврзана. Пази, ова е Столтенберг. Пази, Па не може, ние генералниот сме, чекайте, ние сме дел од НАТО. Токму како А, резултат на тоа Дарданија, не може, Се не може Вјоса. замисли сега кај Гордана председателката се појави знаме на голема Македонија, етничка Македонија или со Пиринска и со Егејска Македонија. Што мислиш, нема да реагира никој? Па ние да поставиме знаме 16 крако знаме. Ги бркат навивачите од стадион. А овдека имаме председател на соседна земја која што покрај официјалното знаме на Косово Добро. чува Дардани. Мислам дека треба да реагирате и вие како наши сограѓани. Вјоса е продолжение некако на Ибраим Ругова и може Ама ова би го кажуваш тоа, во јас не негативен, знам ова го кажуваш како во го негативен става. контекст? Не, никако во негативен контекст за Ибраим Ругова. Не, за Вјоса. Не, може би го имаат некако во Не. нивната партија, не знам што бил Партија, случај. ова е официјален прием помеѓу генералниот секретар на НАТО. Не, И значи, не само со него. желбата тоа да биде знаме на Косово, поради тоа го ставила, не знам зашто го ставила. Добро, не е лошо вака еден допис да пратите, еве Канал 5 јас прашувам да прашате дали ќе продолжи понатаму со Од користење кога на е вода. таа слика? Ова па Столтенберг колку е више? Еве пишува горе сега ќе видам. Веќе го не. 20 ноември 2023. Ја има уште 10 пати најмалку имам видено на пресконференција дека е претпоставам во нејзиниот кабинет и го гледам постојано ова знаме. Иначе за твоја информација ја ги контактирав на тој нивниот секретар за односи со јавност и рече дека да, ама вика сетапот го прави домакинот. Значи не е наш сетапот, него сетапот е домакинот на средбата. Сетапот се мисли на сценографијата на елементите. Така да не е лошо да ја упатите една замолница повеќе да не го става, затоа што малку ми ствара немир, нели? Ако може. Добро, одиме, уште малци имаме време да се вратиме на национализмот. Да. Зошто ве сметаат моите колеги дека сте сериозна националистка, ако можам така да кажам? Јас не знам зошто ме Иако сметаат, денеска но јас не сум од голема разговорот сватив дека националистка. не сте баш И, нешто да ви сериозно кажам, ги гледате работиве. Искрено, јас понекогаш доаѓам и интимидирана од лошите коментари. Особено во вашата Facebook страница. Те нервира, те бидејќи- повредува? Не, некако ми се чини дека доаѓам во дефанзива. Аха. Бидејќи има многу Денеска коментари, си во офанзива, видиш колку- националисти, кај ја најдовте ова што искрено да ви кажам, сега денеска сме само јас и вие, но кога имам Јас и друг ти. гостин, да, јас се чувствувам како да сум во подредена положба, бидејќи ако другиот дошол без да биде нарекуван шовинист, националист, бла бла бла, јас сум таа шовинистката во студиото. Тоа ме стави понекогаш во дефанзива или да имам одредена трема, пошто Имаш, да. тие коментари влијаат, бидејќи јас не сум таква. Не се доживуваш искрено, не? Не, никако. Никогаш. Јас работам во Тетово веќе 20 години. Да. Сум имала генерации секогаш со македонски студенти. Не сакам да станам како професорите што викаат прашајте ги моите студенти. Ето е најлошо. Пошто тоа е најлошо. Колку учат, толку добиваат. Или прашате Не го правам авторот на книгата разлика. да ви раскаже Но книгата. само еден пример, на пример, кој што покажува дека јас не ги делам студентите. Јас сум пред да станам пратеник, учествував активно во надпревари по кривично процесно право и студентката која што мислам дека последен пат кога учествував пред пандемијата беше наградена како најдобра обвинителка на случајот, беше македонка од Тетово. Тоа покажува дека јас работев интензивно мислам, јас имав уште 10 други таму, но Антонија беше таа што беше наградена од Американската амбасада како најдобар обвинител меѓу 5 универзитети. А зошто, кажете ми, мора да го потенцираме моментот на етничката припадност? Шеве сега те слушаме, викаш она македонка. Добро, сега ми правиш паралел за националистичката. Не правам воопшто. Но генерално кога зборуваме за нашава земја, еве знам дека ве заболе малку одлуката на Уставниот суд за укинување на балансерот, имавте реакции.
па имавте протести во Шатов. Како да немаме, Иван? Не, само можда да ќе кажам логиката. 14,0 во Заводот за статистика е последното вработување. Како да немаме реакции? Како 14? Како мислите? 14% се албанци да работе. Од Што? 14 вработувања кои што се беа предвидени со последниот конкурс, Добро. сега 14 се примени македонци, 0 албанци, Ама 0 можеби таа турци, позиција 0. веќе го е подполната квотата. Не, 10 беше предвидено за... Не, во статистика ние немаме многу луѓе и тоа се увиде и во текот на пописот. Ова збориме за статистика, за тоа Сега работно? бе, да, да. Аха, добро. Мислам дека беше 10 албанци предвидено, со балансер Добро. да беше, тројца македонци Добро. и еден турчин или бошњак, Океј. не ме И фаќате. сега кога се укина, Кога се укина 14 етнички македонци. а зошто е тоа? Мислиш зошто укинувањето е направи оваа разлика, односно промена на планот предходен 10 албанци, тројца македонци, еден турчин, а сега 14-0. Зошто мислиш дека тоа е направено? Ја мислам дека тоа нема врска едно со друго. Јас не мислам дека овие 14 што се примени се по меритократија примени. Мислиш дека не се? И 10 албанци што би се примиле не би биле по меритократија. Јас мислам дека тука доаѓа во предвид тоа што се случуваше пред 2002 година, која што не доведе во ситуација ние да сме 2% во државните институции. Не сте биле 2%, тоа го проверував. 2%, не, 2%. Вие сте Верувам. проверувале со учителки, со наставници во јавната Да, во администрација. јавната, да. Има разлика, државна и јавна Се администрација. согласувам, И се сега, согласувам. ако вие мислите дека на 21 век ние сме требале и од прво до пето да учиме со значи буквите да ги учиме не на мајчин јазик, тоа веќе Не, тоа не го навлегува, зборувам, не го Значи, зборувам, има тоа знаете, разлика јавна и не ме државна води натаму, администрација, пошто да. не сум Да, не сум затоа човек кој што е само националист, спомнувам апсолутно повеќе за во ред. обликата. Но само сакам да ти кажам дека не можеш да ми го оправдаш, еве за Крешник зборуваме, во времето на Крешник Бектеши во Министерство за економија 48% зборувам точно со прецизни податоци. Од вработените се етнички албанци или дел од албанскиот народ, што би кажала ти според уставот. Во министерството кај Артан Груби, овој што шмугна, нели? Кај него беа 90%, имаше дури албанци што се пишува дека се срби. Пази каква иронија. Албанци да се пишуваат срби само за да ги влезат на работа. Ова ти зборувам се со доказ, значи не манипулирам, се е проверено. И сега, знаеш како ме викаш, види, ама сега ги намалиле. Па како да не ги намалат? Тарта 90% во едно министерство и сакаш да ми кажеш дека сите што биле А вработени колку таму... има институции во кои што нема процентуална застапеност на албанците? Има. Сега да те прашам. Има. Да ви кажам дека Кажи ми. има. Во ред, Има, се согласувам. има. Но Сега не ги знам на ама памет, нешто ама зборуваш има. процентално. Зошто не зборуваме за правична застапеност како што Добро, пишува? правична Затоа што правично застапеност. треба прво да правична биде застапеност. мерит. Пошто вие зборувавте за проценти, 48 Не и знам, 90%. затоа викам зошто ве боли туку балансирот кој што еве се подготвува са некој закон нели за правична застапеност. Каде? Па еве Каде? така се зборува Од нели? каде доаѓа? Од Марс ли доаѓа тој закон? Сакаш да кажеш патува Кој ќе ни го патува спрема? долго, така? Каде е тој закон? Добро, ќе го видиме, ако не имате право да го артикулирате, да кажете. Бидејќи, се знаете согласувам. што, јас не се согласувам со изјавите или со поплаките дека начелото на правична застапеност придонесе ние да запослиме како ДУИ, пошто сме биле еве долго време во Не долго, вие бевте огромно време. не е огромно 20 долго време. години арта. Абе деца Со- порасна арта, не. се роди дете Ама кога чекај, страната се ние- детево више избегало од Македонија. Да, добро, ама тоа беше волјата на народот. добро. Ние не можеме да им кажеме после избори на народот фала ви многу, го цениме, ја цениме вашата поддршка, ги цениме вашите гласови, ама ние сме уморни. Терајте со други. Мислам, тоа никој не го прави. Политичките партии што влегуваат, Не, секунда што ви кажа, ние сега го после ипак. имаме и долг кон луѓето Ама еве што сега не ви кажа, заедно со гласа. помогнати со другите партнери од македонските и другите политички заедници, еве конечно ви кажа и сега сте во опозиција Да, да се одморите. и убаво што ни фали? Што ви фали, еве кажете ми? Ништо. Едно малце се буните, малце За некој што- Крешник се за буниме, и ќе Крешник, се да, буниме, и ќе се буниме. Имате право. Да. Ама имате ќе се право. буниме, да. Само Пошто јас тој не е види, таму за фалсификување Само исправа. само Тој јас пак е ти велам, за те држам до збор смрт. ако се докаже во што го тврди мојот свиркач, мислам дека ќе треба да го судите. Мислам дека нема да се Да, ама мислам дека нема да се докаже. Ако дојде, велам, хипотетички, нели? Значи, каузална врска меѓу таа фалсификувана лиценца и пожарот
во Кочани, не гледам, плюс мислам дека има многу други институции кои што се требаше да бидат по фронт истакнати повеќе во фронтот отколку Крешникот Кишева. Арта, Добро, на ама почеток, тоа е, да. 59 мртви. 59 Да. деца. Значи, верувај ми дека не постои човек кој што Причина нема... за пожарот, што беше? Знам, Арта, Ама причина за пожарот тие беше... души кои што лепта се меѓу мене и се тебе не согласувам. прашуваат. Јас се согласувам. Значи- Ама тие души не бараат невиновен во затвор. Не, бараат виновен. Барат Тука правда. да сме. Тоа се И вика јас барам правда. правда за овој Тоа е случај. правда. И Ништо Дуи повеќе бара од тоа. правда за овој случај. Така е. Ако ги читате Се соопштенијата, согласувам. Јако Ние бараме соопштението правда. беше несрекно. Одбравме да молчиме. ние бараме правда за овој случај. Правда за овој случај, пошто не боли. Никој друг не вели дека не треба да имате правда. И еве покрај тоа дојде и писмо од албанското и американското удружение кај што барат и тие. Зошто толкав притисок према институциите? Зошто не кажете дајте да ги оставиме, еве ние не се согласуваме, го кажавте за Крешник, дајте да ги оставиме да видиме каква ќе биде истрагата. Знаеш зашто некој може да ви префрли сериозно дека влијаете врз истрагата со вакви соопштенија, притисоци, албанско-македонско здружение. Слушајте сега, и да ни кажат дека влијаеме во истрагата, а ние не сме задоволни од истрагата, нека си мислат тие што ни велаат цело време дека ние сме го окупирале судството, правосудниот Ама како не со систем. Беки Незири, што И би сега насломана? како е- Што би и се- насломана, прај кажи ми. каде се тие суди да не стана... Кажи ми со негде еве друго? со кажи ми со Ја Беки. мислам дека имаше отворено случај за Беки Незири. Нешто само што имаше на што бедна Ама- условни казни. Што се спогодија со обвинителството, ти го читам, сакаш? Се спогодија Се со спогодија, обвинителството, еве па ги. кога има спогодба на вина, секогаш казната е по Поблага. поблага, Ама тоа е и чекај, по како ќе се извини, Арта, значи мега академски граѓани се. Види, не зборувам со човек кој што ги оставил лопинците па тоа што кај мене во студио. Зборувам со дама академски граѓани. Сериозно. Кажи ми ти мене. А Шарл де Гол да се случеше да им влегал така, мислиш дека уопште ќе им судеа? Јас си кажам дека немаше воопште да им судат. Не е сигурно дека ќе им судеа. Не, немаше да им судат, ќе им линчуваат. пресудеа, ја мислам. Не, ама... Да им влезеш сега така пресуда- со на насилен начин, по контрола, те молам. Ај па добро, тоа е истиот Те тој суд молам. кој што сега ќе суди за Крешник Бектеши. Не е истиот, кажеш дека е истиот. Мислам, исто судство Е, е, па, не дека кога ние... зборуваше јавноста дека е 2% во ваше време и на СДСМ времето рейтингот или влијанието или оценката што има јавноста, вие Довербата, веливте, да. довербате, велевте не е така. Не велевме дека не е Ако не така, велевте не заедно велевме дека не е организирано, така. певе ќе Не подржите велевме. ли сега Не, само гласавте што ли ние- вие, гласавте ли за разрешување на членовите на судски совет што беа избрани од во собрание пред недела дена, пред 10 Мислам дена? дека не гласаше. Е, зошто не гласавте, кажи ми, Арта? Е, Сакаш да ми кажеш дека тие судики тамо не се тоа судики, него членови на судски Да. совет, не се судики, дека не влијат. Сакаш ли да ти кажам еден скандалозен случај со една членка тамо, се вика Чачарова. Па да не сакам да оптоварам сега емисија да ти кажам случај, тоа ќе биде за посебна приказна. И сега ти ми велиш дека вие сте нотирале дека довербата е 2%, зошто не дигнавте 2%? Добро, ама знаете што сега да зборуваме академски. Постои нешто што се вика поделба на власта. Уште од времето на Џон Лок и Шарл Монтеские. Знам. И сега судскиот совет, дали е дел од судската власт? Не. Начинот на кој, како Не класичен. Не, они се Да, меѓутоа не се извршна, не се законодавна. Кај Сега се ако ги гледаме попластично работите, Значи, тие реално припаѓаат тие на судската на власт. судскиот дел, Што но правиме немат ние? извршен дел, односно немат одлучувачка. Тие не Да, одлучуваат тие не во името, одлучуваат. не одлучуваат во името на граѓани. Мериторно Така е. не одлучуваат, Но јас знам. Но да те прашаме на работа. Ама- Ако тие се избрани во собрание, ако ти нешто бираш во собрание и ако му даваш легитимитет и легалитет на некому нешто во собрание со дигање на рака, зошто да немаш тој истиот што му дал легитимитет да нема право да го повика ако гледаш дека не работај следствено на сите оние узанси стандарди? Затоа што мислам Тогаш дека ќе испадне дека еднонасочна е патеката. Само му беа отповикани или беше
се одвиваше интерпелација за членови на судскиот совет кои што се избрани во одреден временски период. Не, за Од тие што се страна на одбрани во собранието, собранието. Да, од страна на СДСМ и ДУИ. Во време кога и СДСМ и ДУИ се опозиција. Ама што е важно, Нели тие е се тоа ама како директно пракса. мешање на Не. политиката во Марко судовите? Зврлевски, покојен Марко Зврлевски, беше па ли тогаш да направиме го ние разреши ли сите Марко Зврлевски го Сите разрешија? институции да ги направиме вака. Ние ќе ги бираме, ќе Ама дојдат не, него друга, треба да ќе ги смените нешто. разрешуваат. Вие кои што сте други- во политичкиот дискурс во Македонија треба да смените нешто. Не може вечно да ги изгласате во собрание и потоа да не постои правен механизам да ги смениме доколку не работат соодветно. Дали значи интерпелацијата изгласана Ја, за нив, значи холандскиот дека тие амбасадор, не. холандската Еве да ви амбасада им ги кажам, повлече ако парите сакате- милион евра. ако Знаеш ли за сакате. тоа? На судскиот совет за не зборувам. Да. Дали интерпелацијата изгласана со 61, значи издржана, правно издржана интерпелација Формално што правно, испадна, ги попречува тие луѓе да не се веќе членови на судскиот совет. Не ги попречува. Не ги попречува. Тоа е смешно. Тоа значи беше само Протоколарна работа. протоколарна Чисто работа. протоколарна И- работа. Ама види, барем И да ги докажавме. изгласавме ние, како ДУИ, пак истото ќе Ама беше. ќе покажевте. Ќе покажевте Пак на нас истото ќе граѓаните беше. дека нешто се сменило во вашата матрица. Затоа што не заборавај, Артан Груби е ставен на црвата листа токму поради вмешување во судски предмети. Значи тоа е толку јасно и прецизно кажано, дури и пари се спомнуваат. Добро, а сега да те чекате, прашам, а судијата каде? Пошто Артан беше поврзан со одреден судија. Така е. Судијата каде? Како беше Блерен Беџети? Енвер Пајазити. Не беше Пајазити. Пајазити е. Пајазити беше? Или Беџети? Не, Беџети Енвер беше. Беџети, да. Енвер во право Беџети, сте, да, не беше Пајазити. Да, да. Пајазити не беше. Тој каде е? Мислам дека тој уште Тој работи. студија. Уште да, он кој е беше крив? казнет, за чување, нели имаше случај за него, беше парично каза што е смешно. А знаеш кој е крив? Тој истиот судски совет кој што вие не го изгласавте да си замине. Не дека И да ќе си го заминеше, изгласавме не дали дека ќе ќе си си заминеше, ама заминеше. ќе покажав дека и И вие не да се си заминува, што ќе дојдат? Имаме ли ние гаранција дека ќе дојдат А вака ќе ги чуваме овие, пошто немаме гаранција, овие ги чуваме. непристрасни, независни, не знам што. Па тоа што е да се распори тогаш тој концепт на судски совет да направиме нешто ново како држава, како систем. Не, судскиот совет треба да постои, има Со овие одредени вакви? надлежности кои што ги ужива според закон. Тоа е, меѓутоа, не да се менува по волја на извршната и законодавната власт. Се согласувам, но тогаш мора да се најде нов принцип, механизам Затоа за избор. има влада да си дел од позицијата, значи да имаш програма и да имаш понуда за овие проблеми, но понудата не смее да биде, особено во вакви сензитивни тела, нека оди твојот да го ставам јас мојот човек. Тука А јас сме- мислам, се тука- плашам дека тоа го правиме, не отидовме до крај Тука со сме, темата тука сме на на крај на национализмот. емисија вечерашнава. Последно прашање, локални избори, еве јас ти ме разубеди да не се плашам повеќе дека Али Ахмети заканите дека ќе нема локални ако се смени нешто во законот за употреба на јазиците, значи да не се плашам та карта, воопшто ќе имаме локални. И сега кажи Законот за јазици нема да се... Мислам, законот за Ја не јазици знам. е нешто што ние ќе го А браниме до крај. Венецијанска комисија Ние имаше не препораки можеме- поради непрактичност. Значи, Ама не- овие иницијативи не се за венецијанските препораки. за тие се. За сите членови Не се. се за Освен тие првиот за- член. за 4 Од члена се. иницијативите, ако се гледаат Добро. сумарно, сите членови, освен првиот, каде што член 1, став 1, службен јазик во Република Северна Македонија е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, Добро. став 1 од законот, Добро. само ова не е спорно, све друго е спорно. Не. Значи не, Знаеш ти што е тука спорно? иницијативата Затоа што во законот во ваше време го дерогиравте уставот и Охридскиот рамковен договор и ставивте во заграда, си го толкувавте Албански дека е јазик. албански. А уставот не го предвидува тоа така. Затоа што имаш општини каде што имаш 20% турци. да. И тогаш албанскиот јазик ли е тогаш? Многу Ама не, некоректно е. ама во централните органи. Ама не пише така во Каде уставот. што Во се Охридскиот 20, духот на Охридскиот не, и чекај, каде се 20% турци и други, јасно пишува во законот дека може да го А употребуваат зошто кажеме тогаш својот јазик. зошто тогаш во уставот не е напишано официјални јазици се македонскиот и оној кој што е 20, него вика официјален, односно службен јазик е македонскиот со кириличното писмо, и друг кој што го говорат 20%.
ама 20% не били на целата територија во еден одреден период, него збори 20%, а подоа имаш за локалната самоуправа и вика, граѓаните кои што сочинуваат 20% имаат право да комуницираат со централната Дури и понатаму, и да се помалку од 20, толкога на Советот може да се... Така да една од работите кои што ќе се согласиш со мене не може да биде лек специјалист законот за јазици во однос на уставот, така? Не може вие да си ставите во заграда дека албанскиот треба или ќе се смени уставот, значи нова дефиниција, ама тоа ќе се коси па со извршната наредба на за неменување на Охридскиот рамковен договор. Имаме друг проблем, така да најдобро е законот за употреба на јазиците да се почитува. Тоа да што не не, се ја мислам чекне, практичноста. да не Во навлегуваме судот е во непрактично, знаеш и Охридскиот самата. договор и во уставот за овие прашања. Имаме други работи да менуваме во уставот. Може едно од нив може да биде подобро решение за судскиот совет, нели? Сигурно. А да не навлегуваме и во оваа тема, законот за употреба на јазици Во судовите е непрактичен, знаеш и треба самата. да се почитува и јас мислам дека Уставниот суд не треба да чепне по туку треба да Ја ги мислам треба да го отфрла тие ставиме иницијативи. Уставниот суд да си оцени, таа е четвртата власт во Македонија која што конечно почна да се буди, што мене ми е мило како граѓанин на оваа држава, затоа што во многу земји каде што имаат уставни судови, Нека се буди не по законот за употреба ама и на не е само јазиците, тој, не е пошто само на тој вистина закон, сме многу па не е само тој. чувствителни. Не треба да се Навистина чувствува, сме никој многу нема да ви чувствителни. одземе нешто што ви припаѓа, да ми веруваш. Јас сум тој првиот што ќе излезам, јамо ќе речем ако видам дека вие ќе немате право мојата гостинка вечерашна Арта. Балансерот. Па еве балансерот. Балансерот беше злоупотребен, сама ми го кажуваш и тоа. Зашто го ставаш во приказна? Балансерот беше, ти кажам, Како деви. злоупотребен сега, нели конкурсот 14,0? Ајде официјално. Или во собрание, еве во собрание да одиме. Од 20 тројца на пример примени, 20 македонци, тројца албанци. Ама треба да видиш Им колку честитам била, на сите. види, нормално. Им Јас знам честитам дека на не ти сите, не јас зборуваш, не е важно, зборувам да апсолутно. Но не му треба така. да видиме Сега што ми какво бил. кажавте дека и ме перцепираат како националист, Уф, им тоа честитам да на знаеш, сите. значи колегите во нашите медиуми кога ќе се спомнува за националисти си некако во првите топ 5. Јас Не знам колку така, што ти знам велам. ништо не сум. Така Не се сум доживува, имала- не знам, претпоставам дека да твојот вординг кој што го користиш, кој што е академски, јас го почитувам и сакам затоа и со тебе да дебатираме на овие теми. Само кажи ми сосема за крај, а на локалните избори ако направите сериозна разлика помеѓу вас и опозицијата во албанскиот кампус, Нели ќе нема локални избори. не реков дека да не се плашам повеќе, така? Не, Ти ме тоа смири, е- ти ме смири значи, да не ја се би плашам. реков. Добро, готово, Тоа јас се е- смирив. Ако направите сериозна разлика, ќе се обидете ли да пледирате за враќање во власта со ВМРО ДПМН, иако до сега ги искритикувавте, ги испонавредувавте изминатиот период, што да ти кажам? Хипотетички ова пак. Сигурна сум дека ќе направиме добра разлика. Граѓаните ја забележуваат разликата. Добро. Коалицијата вреди не е дека има некое постигнување, едно законско решение кое што е ветено и остварено, да ми кажат, јас може би ќе кажам, ама не од Мицко, не од ВМРО, нивно, оригинално решение. Еве го чекам, Автентично, да, така. го чекам законот за Правична правична застапеност. застапеност. Меѓутоа и таму има дилеми. Тие можат да го нудат сега законот, па да оди на Венецијанска комисија, па таму 6-7 месеци сигурно ќе остане. Тек тој закон ќе дојде тука во декември и да видиме до тогаш што ќе биде и како ќе биде. Нормално е дека ние, мислам дека скоро имаше, не, веднаш по формирањето на владата, не знам што се случуваше и во одреден момент самиот премиер рече дека може да одиме на избори или не знам што, ние веднаш ја Вие барате прифативме ли? таа. Барате сакате со Бараме, локалните да има и да, парламентарни? ние сме опозиција. Добро, ние логично е да барате. победивме Добро. со преку 30.000 гласови Па. и на парламентарните и на председателските Ха. избори. Да, ама тоа се бројки, тоа не е филозофија, Се бројка е согласен тоа. дека се бројките, али не би ли вие, дуи зашто и вие бевте една поширока, погломазна коалиција, каде што Добра, имаше и и Вреди Роми, и беше, Тур. и ВМРО, Да, и со 25 да, партии, така и е, така е, така СДСМ, е. мислам, тоа не Не може викам да не. биде
Не викам не. вина само за дуи или отежнувачка велам. околност за дуи, а за Така сите е, други така да е, биде олеснителна А кажи ми околност. во меѓувреме Така ако да, се отвора ќе се бориме до крај да Добро. има, само ова ќе се бориме да не го сваќате како закана, Не, пошто не, го викам нема го чизми велам, вадење, да. дърдишта и нели. не. А кажи ми на друга работа, а што правиме ако во меѓувреме Уставниот суд одлучи да ги реотвори, да го реотвори автентичното толкување во собранието за хашките случаи? Мислам дека Јас- тоа се таргетира, автентичното толкување. Знаеш дека Дуња Мијатовиќ, високиот представник, даде Тоа го препорака. направи Дуња пред да си замине од функцијата. Јас како пратеник бев членка на таа на Мислиш дека намерно го делегацијата. направила тоа? Па јас Зар представник на колку Европска што унија знам би направил тако нешто? во април лани, последен пат кога сум била, мислам дека гласавме за Ирецот на местото на Дуња Мијатовиќ, сега не се сеќавам Добро. на неговото име. Добро. Дуња веќе си заминуваше, тоа барање е поднесено некаде Ама ирелевантно, февруари, види, то барањето март. не е во корелација со домашното домицилното барање представката што има поднесено. еднаш дадена амнестија, според најдобрите книги по кривично право, е неотповиклива. И јас Ама тоа е ниту базирано, ама уставот има право да ја отповика затоа што е направено според автентично толкување во собранието. Ама дека ќе амнестија е, не, целта. независно. Не, ова треба телеолошко да се толкува. Телеолошки? Бидејќи целта е амнестија, не е целта останатото. И сега ние ако отповикуваме амнестии, отповикуваме помилувања, тогаш не знам зошто ќе ни постојат тие институти и каде ќе оди нашата правда и нашиот правен систем. Амнестија и помилување постојат одамна. Како правни лекови. Како правни институти, и да, правни лекови. едно почна, значи, за да покажуваат одредена супремација на монархот, на Така, добро. кингот, не знам, Така. над другите органи и со протекот на времето тоа се развиваше амнестијата да биде. Но амнестијата не беше супремација од страна на председателот донесена. Не, беше да беше тоа изгласана сакам во да го собранието, кажам. што мислам да е злоупотреба протекот на демосот. Со протекот на времето амнестијата беше канализирана кон представничкото Кон тело. демосот. Представничкото тело. Представничкото демосот, да. народот, нели? помилувањето Легитимитетот би го кон- даваме ние граѓаните. Сега А вие тоа помилувањето кон- без да не прашате нас, сте се договориле. Па добро, нели зарем за Зар сите мислиш закони што ги не, а зар усвоиме мислиш дека не во треба собрание? институтот референдум да се користи почесто во Македонија? Нели мислиш? Пошто тоа е директна демократија, тоа е подиректна демократија, нема од тоа. Со балансер или без балансер референдум? Мислам ова е смешно што ще ме го кажуваш. Пошто може да се Ти злоупотреби. благодарам за речеш. Ние треба да бидеме Да. предпазливи, бидејќи Така е. сме мултиетничко Се општество. согласувам. 40% колку што е за референдумот, може да има надгласување или супремација или доминација на волјата на едниот демос кон другиот согласувам. демос, затоа не случајно ве прашав со балансер или Не сум без размислил тоа, балансер. но мислам дека референдум е убава алатка која што би требало Да, како е демократска општество, алатка, демократска се која што согласувам. треба да се Да, практикува. да. Арта, ти благодарам за вечерашното гостување, се надам дека беше сосема коректно, нели, дека отворивме теми кои што можеби не сме ги отвориле или не се ги говорила на некои други телевизии, а ми беше мило што одговараше директно, конкретно, баш како што чувствуваш. Ти посакувам успех на твоето професионално поле каде што и работиш, што е Тетовскиот универзитет. Ако решиш еден ден пак да се активираш како политичар, јави се слободно. Ќе дадеме подршка како Канал 5 и ќе видиме какви ќе бидат резултатите на локалните избори. Е важно дека стравот уплавот што го има Фотали Ахмети дека нема да имаме, ти ми го тргна вечера, така да веќе повеќе нема. Јас не мислам дека вие на вистина се плашите Па од една претпоставам дека закана. ваќе ме разбираш дека парафразирам, Да, нели? да, дека да, малку да. иронично го кажувам. Да, ово. да, и уште еднаш ќе повторам, мисловната и вербалната фаза се не влегуваат во казнивата зона, се додека нема одредено подготвително дејствие. Али Ахмети е тој што ја внесе Македонија преку неговите политики во НАТО. Па Почнавме не беше само Али преговори Ахмети, со- бевме сите заедно во Меѓутоа држава. тој никогаш не се одврати од Не, тој немаше пат. дилеми Ние по сме тоа имале- правење. Добро. Да, тој беше одредени времиња со луѓе кои што беа и можеби против НАТО, сега да се искажам вака, но тој секогаш го држеше тој курс
и Европската унија, и меѓуетничките односи, и фактот што ние сме денеска со гордост насекаде, и во Вашингтон сум го истакнувала дека ние сме земја со добри меѓуетнички односи, когаш сум барала малку притисок врз Бугарија за уставните измени во некои така затворени Кругови. Да, кругови. Затворени, ама со многу луѓе каде што Да, имаше добро, и ама не биле јавни, сакам и ја да кажам. пратеници од Така, Македонија, и од така. ВМРО, и од коалицијата на СДСМ. Добро. Така да јас мислам дека добрите работи што ги има и што ги уживаме во Република Македонија денеска како резултат на политиките на господинот Али Ахмети се многу повредни и превладуваат во споредба со заканата од која што еве ми е жал што вие сте се уплашиле Многу. толку. Уште еднаш сочувство до Кочани, до Кочанчани и до сите македонски државјани. Се надевам тоа нема да ни се повтори никогаш. Не сме. И да, јас се чувствував добро во текот на овој разговор. Разговаравме за некои теми за малку и надвор од политиката, за кои не сум разговарала во други емисии со говорник. И јас сум професор, но не сум повлечена од политиката, така да јас имам и навика да им одговарам на повиците на новинарите, секогаш кога ќе помислите дека има нешто што може да се каже преку арта, јас сум отворена за соработка. Ти благодарам многу. Ова беше на Кавга со Иван. Се гледаме наредниот понеделник во исто време, ќе имаме празнично издание. Јас ви посакувам пријатни моменти, колку би можело да ви бидат овие денови пријатни со програмата на Канал 5.